Лицата со попреченост активно да се вклучат во политичката сцена. Невладиниот сектор бара законска регулатива со која ќе се овозможи на наредните локални избори на советничките листа задолжително да има и лица со попреченост. Сега бараме на секоја да има, односно бараме квотно, барем по две лица да има на листите, од кои едното би било повисоко, на повисоките места за да влезат во советите и во парламентот. Лицата со физичка попреченост не само што активно не се вклучени во политичкиот живот, тие не можат ни да гласаат, вели штипјанецот Љубомир Ристовски, кој после прележан мозочен удар е приковен за инвалидска количка. Јас сум вака 6 години и еднашка мислам имам гласано дома. А да одам ја да гласам по степеници да ме влечат не одам. Тоа е. Треба ли да се обезбедат подобри услови за лицата со физичка попреченост? Сигурно. И последните истражувања на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕД укажува дека голем дел од избирачките места се недостапни за лицата со физичка попреченост. Немањето на соодветни рампи и лифтови го скратуваат нивното право. Најголем дел од избирачките места се во јавни институции, училиште и градинки, со што се докажува дека и тие целосно не се отворени за оваа категорија на граѓани. Пристапноста ја меревме во многу димензии, значи не само во самиот момент кога се гласа, туку како да пристапиш, дали има рампи, дали има скалила, дали има лифтови и така натаму и така натаму. Некаде околу 75% на избирачките места имат пристапност, не целосна, многу малку објекти имат целосна пристапност за да лица кои користат количка може да гласат без проблем. За сега само едно лице од оваа категорија на граѓани било на пратеничката листа, но поради лошата законска регулатива, истиот морал да се откаже од својата политичка кариера, бидејќи ќе ја изгубел семејната пензија.